Во присуство на министерот без ресор Неждет Мустафа, градоначалникот Емил Дончев и представници од локалната самоуправа, денеска свечено беше пуштена во употреба улицата Ванчо Прќа во ромското мало, како и новата водоводна линија на улицата Гоце Делчев и улицата Македонска. Министерот е задоволен од досегашната соработка со општината и од успешноста на веќе завршените проекти. Пред присутните жители на ромското мало, Мустафа најави уште вакви проекти кои во иднина би играле голема улога за подобрување на животот на ромите во овој град. Инаку оваа инвестиција е во вредност од 2 милиони денари, кои ги обезбеди декадата на ромите. Општо задоволство е да се гледа каде што со децени и децени не се влегувало машина. Овие 3-4 години со градоначалникот активно влегуваме директно внатре во ромските населени места и го подигаме нивниот животен стандард. А тоа значи вакви улици, како што гледате вие самите, 5 децени во ромските населени места се немало. Со успех на декарата и со големата желба на градоначалникот на вашиот град и на другите градоначалници во Република Македонија, гледката на ромските живеалишта е таква. Ние ќе продолжиме со оваа кондиција и понатаму да го подигнеме животниот стандард, квалитетниот животен стандард на ромите и да ги доведеме до еднакво ниво со сите граѓани, за да не се случува гледката која што имавме порано. Градоначалникот Дончев, како домакин на средбата, со оптимизам вели дека и во иднина ќе се подобруваат условите на животот кај ромите преку реализација на повеќето проекти предвидени во програмата. Ова е трета година поред како општина Виница користи средства преку ромската декада и благодарение на соработката со министерот Неждет Мустафа досега имаме остварено и реализирано неколку проекти. Јас овде би ги спомнал улицата кај што сега се наоѓаме, Гоце Делчев, која што изградивме минатата година, а пред минатата година почнавме со градба една улица овде исто така во ромското мало, која што оваа година ја завршивме и за мене еден најважен проект што го завршивме оваа година е изградбата на канализационата мрежа низ центарот на ромското мало во Виница. Општина Виница е една од општините во Македонија која што посветува највеќе внимание на оваа етничка заедница и се договоривме со министерот следната година да инвестираме уште во еден покрупен проект, односно тоа асфалтирање на главната улица во ромското мало. Министерот гостувањето во Виница го искористи за посета и на основното училиште Славчо Стојменски, кое е воедно и едно од училиштата кое брои најмногу ромчиња од регионот, со цел да се запознае со условите во кои тие се школуваат и потребите кои им недостасуваат за поквалитетно образование. Мустафа напомена дека и понатаму Министерството ќе го продолжи стипендирањето за недобрите ученици. Досега во Виница стипендија примаа 15 средношколци и 2 студенти од ромска